Во продолжение, почитувани гледачи, навистина ќе имаме еден наш македонски талент кој веќе гради својата кариера и во европски рамки. Имено мојата следна гостинка моментално работи во оперска куќа во Швајцарија. Неодамна дебитираше во Моцартовата волшебна флейта, изведувајќи улогата на втора дама. Ова представува важен чекор во незиното растечко уметничко патување. Имено токму мојата следна гостинка со посветеност, дисциплина и длабока љубов кон музиката представува нова генерација македонски оперски уметници на европската сцена. Сара Јанева е денеска гостинка во неделниот микс, таа е мецо-сопран. Сара, добре ни дојде. Добре ве најдов. Ви благодарам за убавата најава и навистина ми е драго што ја имаме можноста да се видиме и да поразговараме за се она што ми се случи периодов. Да, се случија толку многу убави работи. Се случија, да. И така и треба да биде, постепено ја градиш својата кариера и веќе резултатите доаѓаат. Веќе си дел и од оперска куќа во Швајцарија, да. И во една навистина толку улога која што е, да кажам, со сите нејзини предизвици, со сите нејзини особини кои што ги носи, а тоа е да бидеш дел од Моцартовата волшебна флейта. Еве пред се како си, тука си неколку денови во Македонија. Токму така, дома е најубаво, најсрекни сме дома и навистина се радувам на секое мое враќање. Иако не сум долго излезена од дома, само една година сум во Швајцарија, меѓутоа за таа една година се случија многу работи, добив многу ангажмани. Заминав во Швајцарија во септември 2024 година. Таму го започнав мојот пат до усовршување. До усовршувањето во оперското студио при факултетот за уметности во Берн. И токму таму се случи и мојот прв професионален ангажман. Да, навистина едно необично патување, бидејќи ти тука веќе си ја градеше својата кариера на некој начин и во смисла и на студиите, нели, постепено. Токму така, јас бев активна, но ова е малку на едно повисоко ниво. Сосем друга димензија. Сосем друга димензија, веќе влегуваме во тие професионални води со искусни пеачи на сцена. И да, навистина е прекрасна. Уникатна можност да се биде дел од оперска куќа на толку млада возраст, нели, во Швајцарија. Иве, ние, почитувани гледачи, гледаме моментално инсерти токму од волшебната флейта. И еве сега нормално мене и гледачите не интересираат сите детали околу самото подготвување за улогата, како е да се биде дел од толку голем проект. Па добро, јас многу се радувам што имам можноста да бидам од една таква прекрасна програма како оперското студио при факултетот за уметности во Берн. Таа приказна започна во 2023 кога учествував на еден завршен проект на мои колеги кои што веќе беа студенти таму. Јас од љубопитност така бев дел од тој проект. Таму ме слушна директорот на оперското студио и ми понуди да аплицирам и да учествуваш, да бидам дел од таа програма. Го поминав приемниот испит многу успешно и навистина се радувам дека ја имам можноста да учам од навистина прекрасни професори со големи кариери, меѓутоа и самиот систем е направен толку прекрасно да те подготви за се она што навистина доаѓа во професионалниот свет. Тоа представува една прекрасна програма за еден млад уметник што се уште нели треба да си доусоврши некои работи, но и те подготвува за реалноста. Да, така, апсолутно. Станува збор за ремек дело на Моцарт, па како се чувствуваше ти кога излезе на сцената играјќи ја улогата, нели, која што имаше на втората дама? Втората дама е навистина една интересна улога.
Како што може да забележите, костимите се навистина специфични во оваа продукција, бидејќи трите дами влегуваат во еден костим. Така што неизбежно е да соработуваш со останатите две дами. Имаше многу интересни моменти во текот на пробите, кога уствари свативме дека навистина не можеш да се движиш сам. Да, од пеачки аспект, да, втората дама не е едноставна, бидејќи е напишана за висок мецосопран или некогаш се пее од страна на сопран. Меѓутоа, научив многу од тој пеачки аспект. Генерално, последнава година сум во репертоарот на Моцарт, така што навистина му го најдов начинот како тој сака да бидат изведувани неговите мецосопрански делници. А кои се оние некои главни предизвици при изведбата на Моцарт? Ева нам на гледачите кои што можеби толку не се разбираме. Кај Моцарт навистина е многу важно да се биде прецизен. Мислам, интонацијски ритм, мислам, се разбира во секој друго дело. Меѓутоа, немаш многу време. Навистина треба да бидеш точен, особено во улога како втората дама, кога постојано пееш со останатите две дами и квинтетите со Папагено и Тамино. И се тоа мора да биде навистина многу добро и прецизно подготвено. Да, Моцарт генерално е познат по таа негова прецизност. Апсолутно. Колку е различна работната средина во операта во Швајцарија во споредба со она што претходно го имаш работено? А имаш учествувано навистина во многу и проекти, манифестации. Да. Јас повеќе концертно бев активна во Македонија. Она што како солист го имам искусено е преку некои летни академии. Вака немам настапувано во опера, во оперска куќа овде. Меѓутоа, сметам, вака споредбата што можам да ја направам е дека сметам дека ние сме една многу талентирана нација. Меѓутоа, некогаш ни фали малку таа дисциплина и организираност, што од друга страна, ете, во театрите и кај солистите кои што доаѓаат од тие простори, нели, може не располагаат со толку талент, колку што ете се посветени на работата. Да, мислам, Швајцарија целосно е на друг начин организирана и тоа се разбира се познава. Во секој сегмент кај ни се гледа, или како држава. Ма не, мора да бидеш прецизен и точен во се што работиш. Инаку си аутсайдер. Да, апсолутно. Сега ете спомна еден момент дека од една страна е важен трудот, важен и талентот, но дефинитивно треба и двете да се спојат. Мора да се работи многу. Талентот нормално се раѓаме со талент и ќе ти одат некои работи полесно доколку го имаш талентот. Меѓутоа работата е неизбежна. Особено веќе на тоа ниво ти не можеш да бидеш неподготвен или да не работиш секојдневно многу. Да. А што секојдневно тебе те учи соработката со меѓународни диригенти, режисери, колеги пеачи? Па така, гледаш како размислуваат, добиваш некоја нова перспектива за работите кои што веќе ги знаеш и е интересно. Да, размена на искуства. Вообичаено од каде се, дали од различни земји си исто, дали интернационална средината? Да, во оперското студио интернационално е. Имаме колеги од Италија, од Франција, од Мексико во мојата година, Украина. И така една интернационална средина и навистина е многу интересно бидејќи постојано учиш нови работи, нова музика исто така. Ете, јас подготвувам концерт кој што ќе биде дел од мојот дипломски. Ќе биде со македонска музика на македонски композитори.
И навистина им е многу интересно и на пианистите, пример, да работат на тоа, на мојата професорка, бидејќи е прекрасна музика која што ја немаат слушнато претходно. Така, да. Имаме што да понудиме, имаме многу. Јас не знам, во последнава година сум многу гласна за тоа што се случува и се случувало во Македонија. И така гледам да си ја представам државата во најдобро светло. Така, апсолутно. И ти си ни наш представник, ти си ни наш амбасадор. Уметноста и спортот се секогаш први амбасадори во светот, така и секогаш треба да биде. Зборуваме за талентот, за самата работа, но всушност колку е важна дисциплината и секојдневната вокална практика, посебно во твојата дејност, во онаа рутина која што имаш секојдневно? Па да, тоа секој ден јас морам да пеам. Тоа те одржува и после некое време имаш потреба да пееш, кога не е толку само обврска, меѓутоа мора да се има таа дисциплина, да се усовршуваш секој ден и тоа е неизбежен дел од процесот. А имаш ли, например, некогаш трема, притисок пред да излезеш на сцена? Какво е чувството кое што те обзема неколку минути или часови пред? Да, интересно е, бидејќи порано се случуваше да имам така трема, меѓутоа со оваа продукција навистина јас се чувствувам многу слободно и едва чекам да излезам на сцена. Тоа што навистина ми е многу интересно е да бидам на сцена и да глумам на сцена. Особено со колегите кои што ги имам, бидејќи особено Папагено, тоа е еден пеач кој што може да се бележи. Се гледа како е весел. Да, секоја представа прави нешто ново и нешто поразлично. И навистина е интересно да соработуваш на сцена и да одговараш на тоа што твојот колега ти го дава на сцена како енергија. Што е исклучително важно и самата енергија. Да, многу е важно. И самата енергија или комуникација со другите колеги. Така што со ова продукција навистина јас целата трема која што порано сум ја чувствувала, сега навистина ја нема. Меѓутоа не знам дали во иднина ќе биде така, бидејќи се разбира дека постојат предизвици кои што ќе бидат многу поразлични. Мислам, јас сум навистина на самиот почеток и се разбира дека ќе има моменти сигурно дека ќе имам трема. Меѓутоа сметам дека доколку ментално си одвоиш време да се подготвиш за тоа, соодветно, и доколку си сигурен во се тоа што ти треба да го направиш на сцена, тремата и да ја има, ќе биде само некој мал адреналин. Да. Нема да биде некаков проблем во сето тоа што треба да се случи. И нормално е, тој адреналина движи. Јас знам пред камерите, невозможно е секогаш, мислам, колку и да работиме, оваа работа, секогаш таа возбуда, адреналин си постои и ми се чини дека тој не движи. Тој не движи. Во она што го работиме, она што го сакаме и тоа се гледа и на сцена. И по твоите успеси имаш само 26 години, а веќе те чекориш кон европските сцени. Го спомнавме Моцарт секако, меѓутоа во иднина кои композитори или улоги би сакала да ги истражуваш или да ти бидат доделени да ги играш? Па јас би останала, улога што навистина сакам да ми се оствари е Моцартовата Дорабеля во Кози фан туте. Навистина сакам да ја изиграм таа улога, сметам дека и вокално и темпераментот во оваа возраст мислам би ми одговарал, мислам дека можам да ја разберам улогата и би сакала тоа да биде една од моите следни улоги во следниот период. Меѓутоа се разбира, сакам да останам во Моцартовите улоги, Керубино. Аннио веќе дебитирав исто со швајцарското оперско студио. Може би Сесто. Има прекрасни улоги, меѓутоа ќе останам периодот вака во... Сега играте оваа, нели, улога на репертоар си е... Волшебната флејта, уште една представа и
Понатаму, да. Супер. А во однос на оние следни ангажмани кои што треба да се случат, можеш ли нешто да ни откриеш? Па да, не можам да ви откриам, меѓутоа ќе има уште една продукција заедно со овој театар. Се уште не можам да зборувам за тоа. Битно нешто се крчка, нешто се Нешто случува. се крчка, да, и ќе имам солистички концерт во Охрид, во Света Софија, во јули. Одлично, едва чекам. Одлична Се разбира дека се случуваат многу работи, меѓутоа јас одбирам да зборувам откако ќе се случат работите, бидејќи да живееме во едно динамично време и така сакам така и треба, нели прво да се случи. Да се случат работите, па после да зборувам за тоа, меѓутоа да се разбира дека ме очекува период на многу аудиции, многу надпревари. И возбудена сум, да, возбудена сум за се тоа што доаѓа, бидејќи доаѓаат понуди една по друга и она што пред една година ми било некако далечно, сега ми ги добивам и ги живеам тие моменти, навистина е прекрасно. Остварување на сон, нели? Да. А во однос на живењето во Швајцарија, ета година дена си таму, кажи ни каков е животот таму, дали е доста поразличен од овој наш тука? Па мене животот многу не ми се промени, бидејќи навистина многу вежбам, многу работам и така и ме знаат во моето училиште како студентот кој што е постојано на факултет. Меѓутоа, да, разликата во тоа е што навистина една работна средина, се разбира дека имаш простор да се забавуваш во текот на викендот. Меѓутоа е средина која што навистина сака многу да работи. Мислам, луѓето, швајцарците генерално се многу познати по тоа и легнување многу рано, што не беше моја карактеристика, меѓутоа некако ќе се претопиш и ти. Да, дисциплината. Да. Си го прави своето, да. Меѓутоа ми фали да бидам дома понекогаш и да бидам со пријателите, да ги правам работите што сум ги правила претходно. Сигурно и твоите најблиски се горди на тебе, се разбира, најголема поддршка. Така е, тоа исклучително многу значи. Многу ми е драго што времето поминато во Македонија некако го прилагодивме да ми дојдеш на гости. Драго ми е мене што ја имавме можноста да поразговарам и да споделам повеќе за се она што ми се случи периодов. И така. Ете, се надевам дека ќе имаме и други убави прилики за интервјуа. Сара, многу ти благодарам. Се надевам јас. Ви благодарам многу. Ето, почитувани гледачи, Сара Јанева, мецо-сопран која гради својата кариера во Швајцарија. Денеска беше дел од неделниот микс, а вам ви благодарам што и вие вашето време го одвоевте за да гледате малку култура со навистина прекрасни гости во денешното издание. Благодарам до целата екипа на Телевизија 24 кој што учествува во креирањето на оваа емисија и ви благодарам вам на довербата да не гледате и во ова издание. Останете живи, здрави, добри до следното видување. Здравје Боже, следниот викенд. Довидување.